Може веќе? Почитувани, сакам да се обратам до медиумите и до јавноста. После скоро 5 месеци на една хајка која се води против мене и мојата институција, дека и претходно во сите овие 22 години на моје работење тука во Македонија, сум бил предмет на интерес на јавноста и за мојата работа, и тоа е се во ред. И секогаш сум бил на некој удар, на сомнеш и на испитувања и на доиспитувања и така натаму, и тоа е во ред. И сега последното е голема акција која е преземена и од државните институции и од јавното обвинителство за тражење на некој криминал во нашето работење. Јас сакам да кажам дека се во Македонија не е криминално. Дека ова институција и јас која раководам 22 години нема ни 1 милиграм од криминал која го има направено. Тоа веќе се потврдува и со сите овие контроли кои се направени, и јас за тоа одговорно стојам. Сите начини на лекување и на пристап на пациентите се базирани на медицина, на докази, на медицина која ја спроведуваме и ја работиме на врвен начин, за кој можеби во Македонија некои малку знаат, меѓутоа во Македонија треба да се гордеат за една институција која е поставена на вакви стандарди. Ние како институција и клиника бевме една од 4 клиники воопшто во светот кои во време на пандемија ја направија америчката акредитација. Тоа е нешто кое зборува за поставеноста на овој систем, за начинот на кој функционира. И сега, кога се бара сите овие документации, се соочија со нашата работа, бидејќи за секој пациент сме се бореле и сме работеле и сето тоа сме го документирале на начин на кој треба. На крајот, сакам да повторам дека покрај сите невистини и лаги кои се изнесоа во јавноста, со еден невиден говор на омраза против мене, кој сигурно има за цел да наштети на мојот углед и на угледот на оваа институција. Зошто тоа е така, сигурно времето ќе покаже. Меѓутоа, во оваа институција, од самиот почеток до ден денес и за време на короната, ни еден пациент не е излажен, ни еден пациент не е злоупотребен и на ни еден пациент не му е земано ни 1 евро повеќе. Ние сме приватна установа со наши услуги и ценовници по кои неминовно мора да работиме. Меѓутоа, тоа не значи дека некого сме излажале, дека некого сме навеле и сме му ги земале парите за нешто што не сме направили. Затоа сакам да се обратам до јавноста, сакам и до медиумите да се обратам, да сите заедно се бореме за правдата, бидејќи тоа е основата на нашето општествено живење, и таа правда ние од наша страна ќе ја докажеме, меѓутоа очекувам и од ваша страна да се изборите за таа правда
да не манипулирате со податоци, бројки, да не се злоупотребуваат луѓето и пациентите и нивните судбини. Јас короната не ја донесов тука. Јас и мојата институција застанавме први во борбените редови и од првиот ден се боревме со најтешко болните пациенти. И ние покажавме и докажавме со резултати дека преживувањето во оваа институција беше драстично поголемо од било каде во државата. Благодарам. Зошто доктор Жан Митрев се сомнева во правичноста на овој истражно-правен процес? Јас не се сомневам, јас само барам ова малтретирање психичко да се заврши што побрзо, бидејќи нон-стоп во некои медиуми се појавуваат некои невистини кои директно влијаат на мене како човек, а и на целата институција. Овде се вработени околу 400 луѓе, врвни професионалци, врвни луѓе кои го рискираа својот живот во короната, кога добро знаете дека многу институции беа затворени или не работеа или како работеа. Ние бевме тука секој ден, без исклучок, и стоевме на располагање во било кое време за било кој пациент. И во ноќните сати, кога немаше ни транспорт, немаше ни кој да ги донесе до тука, нашите институции, нашите луѓе работеа. Така да, ако ништо друго, на крајот не заслужуваме, нити јас, нити било кој од вработените тука, ваков третман. Поготово, таков говор на омраза и такви тешки зборови на обвинение кои воопшто не држат место. Кажавте на почетокот дека сметате дека е хајка, на кого се сомневате? Од кого е организирана таа хајка, бидејќи верувам, говорите, имаше во медиумите, верувам дека не сметате дека... Вие сте истражувачки новинари, вие сте новинари кои треба тоа да го знаете многу подобро од мене. Вие сте тие кои прво, кога постои една ваква организирана, оркестрирана напад со толку лажни информации, да се прашате кој има фајда од сето ова? Предно рековте дека се сомневате на брифингот во целиот овој процес. Молим? Предноку на брифингот рековте дека изразувате сомнеж и според оние дописи кои ги праќавте до медиумите околу целата ова постапка истражна која се води. Не, јас верувам во институциите дека ќе доведат сета ова невистина до крај и ќе го објават она што е вистина. Верувам во тоа, бидејќи во ниеден момент не сум се сомневал во поставеноста на оваа институција и на работата која јас сум ја направил овде и поставил од првиот ден. Не е ова прво среќавање со медиуми, не е ова прво истражување, не е ова прва ваква некоја акција. Меѓутоа, сега е ова најжестока, тоа е факт. И задава голем удар во секојдневното работење, бидејќи влијае врз пациентите, врз нивната збунетост, врз нивната одлука да дојдат да се оперират. Значи не е тоа така едноставно. Замислите си дека треба да се одлучите да дојдете да сега ви оперирам срце, а некој ви вели тамо прават експерименти. Така? Значи каков е тој збор? Каков е тоа треба да ти текне такви работи, толку да се исценират за да направат најголема можна штета. Ова во новинарството се може да го споредам со атомска бомба за на некого да му наштетите. Значи, ако тоа е новинарството, да направите таков говор на омраза и така да тоа сето го исценирате, за да во старт направите толку штета. Јас сум
И секогаш ќе бидам спремен за секој ваш и брифинг и желба да досознаете и да добиете документација и што сакате. Се, за секој пациент стоеме. Меѓутоа, како ние да се одбранеме од зборовите убийци, експерименти и такви терминологии? Како? Доктор, Ама генерализирате во однос на медиумите, може ли конкретно да одговорите? Вие велите сите медиуми. Не, медиумите не велам сигурно сите не медиуми. ајде да не правиме анализа за медиумите, пошто Точно. сите Ама се не е анализа, се сега, реферираат например, на по ист пакет не институциите, може да се значи стави. на Алмет, на Министерство за